In the report of the progress of Macedonia, there's a short statement there describing the country as a captured state. Do you believe that this state is captured, and if it's, then it's from whom? Јас го знам извештајот, го познавам многу добро и секако дека ги знам и различните пасуси од извештајот. Некои се многу критични, некои со право, некои се доста позитивни, исто така со право. Имаме интерес на добар развиток на државата, секако дека дел од тоа е да се водат реформи за зајакнување на правната држава и за зајакнување на медиумската слобода, и секако еден дел од тоа е да имаме слободни и фер извори, но позитивно треба исто така да го посочиме тоа што го добиваме како поддршка, или го добивме од Македонија за време на бегалската криза, и секако позитивно треба да се гледа дека Македонија игра добра улога во регионот, но дека Македонија во многу полиња водеше реформи кои што потикна подобар живот и благосостојба на народот во Македонија. Тоа за нас многу беше тешко тоа да се изведе во текот на кризата, и за среќа, фала Богу, одеше во правиот правец, според мене. Значи, како и во секоја друга извештај за некоја држава, сметам дека нужно е да се прочитаат сите фасети на извештајот. Јас можам да кажам дека можев да се согласам со голем дел од фасетите. Доаѓате во изборен период на партиски митинги и изјавувате дека Македонија на добар европски пат и покрај прилично критичниот извештај на Европската комисија. Сакам да ни кажете дали ова ваша посета беше и вашиот говор беше во својство на министар за надворешни работи на Австрија, или како што кажавте, дојдете само како пријател на господинот Поповски. Колку е овој прес денеска обид да се официализира вашата посета која што започна од вчера, пошто ништо конкретно не слушнавме до сега, барем тоа е мојот впечаток, и доколку вчера бевте приватно на партискиот митинг, би сакал да ни кажете кој ви го плати вашиот билет и вашиот престој во хотелот. Може и господјата да собереме, пошто има многу запрашување, па I will suggest that we take... Ik antwoord again, maar би сакал да одговорам веднаш, бидејќи ќе ги заборавам сите прашања. Значи, со задоволство можам да ви одговорам на овие прашања. Дали вие сте задоволни со содржините што ние ги презентираме или не, тоа јас и онака не можам да влијам на тоа. Јас можам и да ви го доставам акцијскиот план, па можете сами да си направите слика кога ќе го прочитате истиот. Втората точка, јас сум овде како австријски министер за надворешни, сум како делегација и на разговор работен и на конференција за печат овде присутен, и како што тоа не е ни прв пат, да, вчера бев на еден настан на партијата присутен како представник на Народната партија на Австрија и член на Европската народна партија, како и многу други представници што беа тука присутни од Европската народна партија, не само кај овој настан, туку и кај други. За мене не е вообичаено да се посетуваат настани на сестрински партии, значи и ЦСУ политичари и други беа членови присутни. Јас мислам дека ова нема да биде ни по инаку случај кај другите партиски семејства, да кажам, во рамките на Европската унија. Во однос на трошоците, мислам дека не треба вие да се грижите кој ми ги плаќа трошоците, но јас ќе ви одговорам. Значи, патот беше платен од мојата партија. Авионскиот билет. Истото прашање. Повелете следниот. Прашањето ми е за господинот Курц. Велите дека сте сигурни дека Македонија ќе ги почне преговорите за членство со Европската унија, доколку изборите се одржат во фер, демократска и кредибилна атмосфера, како што во последно време се употребува оваа терминологија. На што го базирате овој оптимизам, кога во претходните години сме биле и многу понапред и во реформите, и кога сме имали исто таква голема поддршка, кога е јасно дека една земја го блокира почетокот на преговорите за членство, и тоа со години? Значи, од каде овој оптимизам ваш?
И јас сум оптимиста, бидејќи од една страна извештајот на Европската комисија не е само нешто што покажува слабости и потребни реформни проекти, туку и позитивните развитоци. Фала Богу, имавме навистина позитивен развој и во Грција. Да, секако прашањето споразумето не е решен, но сметам дека во Грција постои сепак интерес за стабилна Македонија и приближување кон Европската унија, и тоа многу високо го ценам кај Грција. Понатаму, од моја гледна точка, за нас како Европска унија е една многу важна точка да има фер и слободни избори овдека. Јас долго време не верував дека на крајот на краиштата и ќе има термин за избори за кои што може да се договорат партиите, но тоа се успеа. Навистина како Европска унија сме среќни што тоа конечно се договори, но доколку овие избори се фер и бидат коректно спроведени, тогаш е навистина важен чекор кој што исто така ќе се земе предвид од земите членки на Европската унија во позитивна смисла. Имавме во Брисел состанок на Friends of Macedonia, каде што кани на тој состанок Австрија, и ние секако ќе разговараме за понатамошниот тек на работите, но јасно е кога ќе утврдите критериуми, кога барате нешто од една држава, како спроведување на фер и слободни избори, како реформи за зајакнување на правната држава или медиумска слобода, тогаш секако дека е потребно да преземете и чекори кога овие реформи ќе се случат, односно кога изборите ќе бидат одржани на слободен и фер начин. Јас како министер за надворешни работи на Австрија ќе сторам се што е во мои раци за овој процес што побрзо да започне. Дека тука има отпори, дека тука има други кои што тоа поинаку го гледаат, да, тука сте во право, но политиката понекогаш е многу тешка коскена работа. Ако Македонија својата работа ја заврши, јас како министер за надворешни работи на Австрија можам со добра совест се да направам за патот кон Европската унија што побрзо да се оди. Господине Курц, да, не е вообичаено да се поддржуваат сестринските партии за време на избори, меѓутоа, дали сметате, вие сте сепак министер за надворешни работи на една земја, дека е етички и дека не ги прекршувате дипломатските протоколи, што поддржувате, што заземате страна во една земја каде што има длабока политичка криза и е длабоко поделена? I can pick up. Со вашиот одговор, синоќа. Also, ich weiß nicht, ob Sie Јас не знам дали ја слушнавте мојот одговор вчера, секој збор што го кажав, тоа го поддржувам. Јас бев како представник на Европската народна партија, бе и други, како што кажав, представници на Европската народна партија, до председателот на Европската народна партија, кој што има повисока функција, ќе биде исто така присутен на настани, многу повисок е во партијата отколку јас во Европа. Но што се однесува до одлуката на македонскиот народ, моето мислење е сосема јасно. Јас на македонскиот народ го повикувам да оди на избори, да излезе на избори, а одлуката за кого тоа треба секој поединец да ја донесе. Јас дека како министер за надворешни работи не давам препораки кого да бират, тоа е јасно. Дека ние лично имаме добар контакт, дека сме благодарен за добра соработка и дека јас сум дел од сестринската партија, тоа е очигледно. И ќе најдете бројни политичари во Европската унија кои што се дел од другото партиско семејство, и тоа е сосема нормален процес кој што овде според мене не би требале да го интерпретирате погрешно. Изборите се секогаш емоционална работа, но јас мислам дека овде треба да останете предметни, значи стручни.